Благодарам, председателке. Колега Блерим, мојата интонација, мојот глас е вако веќе четврти мандат. Мојот начин на изразување, немам намера да го менувам, тоа сум јас. На некого може да му се допаѓа, на некого не може да му се, нема да му се допадне, и тоа е нормално за сите нас политичарите. И вашето изразување на некого можеби ќе му биде допадливо, на некого не, но како и да е, нашата работа е да се обратиме, да се обраќаме и разбереме едни со други помеѓу нас, но и оние кои што не гледаат, па на крајот на криштата и не гласаат. Ке се согласам со многу работи со вас. Со многу и нормално нема да се согласам. Да, многу е скапа демократијата. Точно е тоа дека е многу скапа демократијата. Да, многу е контаминиран од политиканство, политичкиот воздух во Република Македонија, а токму тоа е нешто што најмалку им треба на граѓаните на Република Македонија, без разлика на нивната етничка припадност, затоа што немаат финансиски средства да го поминат месецот, а овие наши препукувања не помагаат во тоа. Но, бидејќи единствен јазик, ова го тврдам без разлика дали сум на власт или сум во опозиција. Видете, јас во ова животно доба и за толку години политика тешко ги менувам и ставовите, и многу тешко можам да навлезам во некаква си наивна конфронтација во која се обидувате, морам да ви кажам, невешто да ме вовлечете. И јас реплицирав со колегата Мурати за конкретна ситуација. Цитирам Устав на државата, на мојата Република Македонија, член 7, во кој што, не знам вие кај се најдовте повикан, дека вели службен јазик во државата е македонскиот и неговото кирилско писмо. Цитирам Венецијанска комисија и цитирам Совет на Европа, во кој што вели и дава мислења за употребата на јазиците во Република Македонија. Дека во Република Македонија употребата на јазиците ги надминува дури и европските очекувања, што е добро на крајот на денот. И тука јас не гледам никаква, ама баш никаква мајоризација. И не знам кај се најдовте повикан, но еве се разјаснивме, мислам. Контрареплика.